Дали ви се случило некогаш да вкусите нешто, да пробате или пак да помирисате и веднаш да бидете транспортирани во минатото, тој вкус или тој мирис да послужат како тригер за непланирани сеќавања, едноставно да ве вратат, можеби на некоја случка од детството, едноставно да ја почувствувате атмосферата, истата атмосфера, истите чувства што сте ги имале во тој миг. Всушност така почнува и тоа е тригерот за раскажувачот на еден од најпознатите, најмонументални, најголеми и веројатно еден од најдобрите романи во историјата на литературата. Тоа е романот Во потрага по загубеното време од францускиот писател Марсел Пруст. Во една на самиот почеток на романот тој раскажува како во една прилика додека земал да пие чај и сркнал со лажичката од чајот и внатре ставил парче од мадлен. Мадлен е едно колаче, такво сунгересто колаче, можеби како попхейк, меѓутоа со поинаква форма. Го става во лажичката, ја го вкусува тој вкус и одеднаш се отвара целиот свет на неговите сеќавања и почнува да го раскажува романот. Меѓутоа, светот за кој што раскажува и кој што се отвара пред него воопшто не е мал свет, тоа е свет од 3,5 до 4,000 страници, раскажан во 7 тома, во 12 дела и јас во моментов го завршувам вториот том. Мислам дека ова патешествие на сеќавањата на Марсел Пруст ќе потрае неколку години, меѓутоа се одлучив да тргнам на тоа патешествие и сигурен сум дека ќе се исплати. Еве го Во потрага по загубеното време, да видите за што станува збор. Меѓутоа мислам дека ќе вреди.